أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Već smo pri kraju na vtorata polovina od mjesec Ramazan i Šerif. Allah Đelešanu koja sporува za postot, za kuranski ajet v 183. ajet u sure Bekara Ja ejuha alladhina amanu kutiba alejkum sijam. O vernici, vi se propišuva post kako što bil propišan na onije pred vas. La'allakum tattakun, za da budete bogobojazljivi. Bogobojazljivi znači da gi izvršuvate naredbi i da gi izbjegnuvate zabrane. Ali što je interesno i što je mnogo važno, Allah Đelle Đelaluhu ved naš продолжува и вели ејаме ма'дудат. Ви се пропишува пост ејаме ма'дудат, Рамазанот е само неколку дена. Ејаме ма'дудат, броени денови. Што сака Аллах Đelešanu да не потикне и да разбуди свеста кај нас дека Рамазан е броени денови. Значи многу брзо ќе дојде и многу брзо ќе замине овој Рамазан и Шериф. Многу брзо. Што човек само да затвори очи и ќе види каде отидоа 19 дена од Рамазан. Останаа уште 11-12 дена. Значи Рамазанот многу брзо заминува. Ако Рамазанот заминува, тогаш и животот брзо заминува. И многу брзо доаѓа средбата со Аллах Джелле Джелалуху. Затоа Ибн Кесир, коментатор на Куран, вели: وهذه الكلمة أيام معدودات تشعر بسرعة الانقضاء. Овој збор Рамазанот е броени денови. Рамазанот е неколку дена. Тоа вика сака да ни каже и докаже дека многу брзо ќе замине. Многу брзо ќе замине овој Рамазан. Па затоа блазен на оној кој го искористил овој Рамазан. Блазен. А тешко на оној кој го испуштил овој Рамазан, оваа прилика. Затоа, ако видиме Аллах Đelešanu сака да ни стави до знање за времето, дека животот многу брзо заминува. Ва куллу атин кариб, а се што доаѓа е многу близко. Смртта доаѓа и таа е многу близко. Вели Мухамед алейхи салату ва селам: ма мин саат темуру би ибни Адам илла ва јендем алейха јаум ал-қијама. Секој еден момент и час што му поминува на човекот, на дуња, а во тој час, во тој момент, човекот не прави нешто добро, не го користи во нешто што е хајр, јендем алейха јаум ал-қијама. Човекот за тоа ќе се кај на судни ден. Ќе се каја за секој минут, секунда и час, секој ден, ноќ и месец и година. Човекот ќе се кај што не го искористил времето. Замисли, вели мами нехад једхулу л-џенне, секој еден што ќе влезе во џеннет, нема да сака да се врати на дуња. Пошто кога ќе влезе во џеннет, сите маки, проблеми, искушенија, таги, ќе му исчезнат. И кога ќе влезе во џеннет, тој заборава све. И не сега да се врати на дуња. Никој. Вика освен шехидот. Ќе посака 10 пати да го даде животот за Аллах поради наградата што го очекува џеннет. И затоа Аллах Đelešanu во Куран зборува за џехенемли. Зборува за џехенемлиите како ќе им биде нивната состојба во џехеннем. Вели Аллах Đelešanu: وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. И тие ќе пиштат и ќе вриштат во него. Каде? Во џехеннем. А џехеннем е такво место што цело време џехеннемот ќе вика: هل من مزيد.
hel min mezid, daj ishte, da li ima ušte luđe koji ima da gi frlam vo džehennem, vo mene da vleze. Znači džehennem od sve će gori, i kamenja, i luđe, i u njegu ima mjesto za mnogo. Zatim, vahum jastarihune fiha, veli Allah. I tije vnatre će vrištati, će pištati i će plaćati. Rabbana, zašto će pištati? U džehennem. Rabbana, hrična. O Allah, daj mi malo da iznesemo to u džehennem. Zašto? Na'amal, da pravime djela, gajre lezikum na na'amal. Da pravime djela po inaku je to nešto ki pravime na dunja. Na dunjalu nemamo svjesni što je taramija. Vika jedan napiša pismo. Vika pismo od umreniot. Kako pismo od umren? Vika pismo od umren koji bil su nazva Ramazan. Vika, luđe, ja sumrem, nego dočekam ovaj Ramazan. Vi jeste živi. Iskoristite moj Ramazan. Wallahi, može jedan den od Ramazana da ga kulturi tamo. Čovjek koja će legne u grob, toga će reći Rabbena hrična, Gospodaru naš, vrati ne na dunja, namel da pravime dobri djela. Ali to će biti kasno. Život je prilika i šansa da čovjek koji iskoristi vo dobri djela. I Ramazanu te jamen ma'duda, Ramazanu te nekoliko dena. Čovjek ako zamisli koga vleze Ramazan, evo pri kraju. A i život je isto. Koga si dete, koga si složenil, koga si ispečenil, koga si ostavil. Za sekunda. I zato vi kad Arapite, el vaktu ka sajf, i lem taktahu, yaqta'ak. Kad vreme to je kako sabija. Ako ti ne sećeš od sabija, toga šta tebe će te iseći. Vreme to je sabija. Ako ti ne sećeš, ta tebe će te iseći. Zato mora muslimanu da go znaje kime to, vrednost, značenje toga vremeto, da go ceni, da go koristi u pozitivni i dobri radoti. Zatim, Allah Đelešanu u Kur'an Azimušan vo mnogo mjesta u Kur'an se kondit. Wal asr, živi vrijeme. Wal duha, živi zora. Wal fajr, živi zorata. Wal lejl, živi noćta. Svi to je kolnenja, zakonduvolja na Allah Đelešanu za vreme to, saka da kaže o luđe. Iskoristi go vreme. Zamislite jedno dete koje će naučiti to su godine, alhamdulillah. Ili nauči subhanek, nauči Allahu la, nauči kunu dova. To cijel život će mu potrebovati to sve. Mu rećeš na čovjek od 50-60 godina, mu rećeš, aj nauči go subhanek, aj nauči o kunu dova, aj nauči Allahu la, potrebno se 2-3 mjeseca. 2-3 mjeseca. I ko zna pak da li će nauči? Zašto što vreme to ljeta, umac se troši. I sve što se iskoristilo na vreme, to će koristi na vreme. Zatim, Muhammed a.s. veli, la tezulu akadema abdin hatta yusina arba. Čovjek od nasudnio den nema da čekori, nema da mrdne jedan čekor, doveka ne bude prašan za 4 raboti. Čovjek će bude prašan za 4 raboti na sudnji den samo što će umreti. Prvo će bude prašan an umrihi, će budeš prašan za život. Kada si go potrošil životom, što si prao sa ovoj život? Jer što ovaj život ne je tvoj. Neko misli život je moj, sve ovo je moje, organive se tvoji. Ne, ništa ne je tvoje. Sve što ti je dadeno ti je na raspolaganju, na služenju. I zato će odgovaraš. Zašto vika ulemaka? وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ عَنْهُ مَسْئُولٌ. I nemoj da se mešaš kad ne znaš. I znaj, sluhut, vidot, srce to, za sve to će budeš odgovoran pred Allah Đelešanu. Za sve te ovi organi od Allah Đelešanu će budeš odgovoran da li si ih iskoristio za dobro. Ako Allah ti dao oči, su ti oči trebali za.
Со тие очи треба да користиш добро. Слух. Аллах Джелешану ти дал за добро да слушаш. Затоа тие жени што учеле преку ден, тие заклучили. Тие што учеле денес преку ден. Да, тие што учеле преку ден, тие имат учили. Тие учили, се кои учили, тие знаат, ние не знаеме. Значи човекот на судниот ден ќе биде прашан за живот. Што си правил во животот ти? Второ, вика посебно ќе биде прашан за младост. Младоста е посебно време. Младоста е најтежок период во живот. Тука, ако човекот да искористи младоста, после може да ужива во старост. Трето, вика ќе биде прашан за имото, за богатството, ан малихи мин ейне иктесабаху во фиме анфакаху. Човекот ќе биде прашан за своето богатство. Како си го стекнал богатството и каде си го потрошил твоето богатство? И последно четврто, ќе биде прашан за своето знаење. Мада амиле бихи, она што си го научил. Што си правил со тоа знаење? Замисли асхабите, другарите на Пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, тие многу се плашеле кога ќе научат нешто да не го заборават или да не го пренесат. Тие дошли кај Пегамбер алейхи селем, дошол Абу-Бекр, дошол Ханзала, двајца асхаби, му рекле, ние сме мунафици, кажи Пегамбер. Се плашиме за својот иман. Зошто? Па кога сме во џамија, слушаме дер, станаме, како да огледаме џеннет и џехеннем. Толку сме побожни. Меѓутоа, кога се вратиме дома со жени, со деца, тогаш забораваме. Срцата ни стануваат тврди и сурови. И тогаш Пегамбер алейхи салату вассалам рече, вие не можете да бидете во иста состојба. Леу аннакум тадумуна алейхим антум лесафахаткум алмалаика. Ако човекот е станал со јак иман во џамија, на улица, дома, попат, вика тогаш и мелеките попат ќе ви дават сега. Ама човек не може да биде станал во иста позиција. Али што е најважно? Човекот е должен се што ќе научи нешто. Човекот е должен да го пренесе. Мухамед алейхи салату вассалам на аџилак пред 100.000 аџи им рече фелјубелик ешахид ел-гаиб. Оној кој е присутен, нека го пренесе на оној кој е отсутен. Оној кој е тука, нека го пренесе на некој што не е тука. И затоа знаењето се шири. Порано немало книги да се учи. Како се учи знаењето? Мајката, пред да го легне своето дете, пред да го успие, го учеше со суриња, го учеше со Куран. И така повеќето луѓе, кои ги опиташ, повеќето луѓе ги научија куранските суриња, субханеке, алхамдулилlah, оние што се потребни за намаз, ги научи од мајка. И кај, дај Боже денеска, да е тако време, да мајката го учи со овие суриња пред да се спи. Плюс со Куран ќе легне. Ако легне со ајети, цела ноќ ќе има мелики кои ќе го чуват и ќе го штитат цела ноќ. Затоа тоа е потребно. Знаеш ето суре, субханеке, го земеш внукти и рече му, ќе ти дам 50 дена да научи субханеке. И учи го субханеке, Аллахума бихамдика. Повторувај го. Валлахи, ти си умрен. Ти си во гроб закопан. Син ти кој ќе дева џаме или внук ти што и да ти, секој пат кој ќе влезе да учи во намаз, дали било дома, дали било во џамија, Аллаху акбар, субханеке, одма треба, одма те враќа душа во тебе. И одма тебе се пишува села. Секој е негово учење субханеке или кул валлаху алхамдулилlah, што ти си го научил внук ти, или син ти, или кој било, тебе ти оди на конто, секој ти се полни касата со токму тема. И затоа Мухамед алейхи салам вели, адаллу алел хајр аџруху мислу фаилихи. Овој кој некој ќе научи на добро, ќе има награда како цел живот да го прави тоа добро. Значи ако научиш некој елхамдулилlah, или го научиш некој на намаз, цел живот што ќе клања намаз, нему ќе му се даде севап,
a i tebe će ti se dade bez da ti se namali trunka. Zato je verova mnogo važno i potrebno da se prenesува. Znači da čovjek koji će nauči nešto da prenesува od jedan na drug, od koleno na koleno. Muhammed a.s. veli Belligu anni walau aje. Prenesete od mene bar jedna rečenica. Da preneseš ono što ćeš čuti. Da li bilo džamija, da li bilo nešto što je korisno, da ga preneseš. Zato Muhammed a.s. veli ni'metani maqbunun fihima kathiru min an-nas as-sihha wal faragh. Mnogo luđe verovati ne zna da gi cenat. Mnogo luđe gi zanemaruvat dva Allahovi blagodeti. As-sihha, zdravlje. Zdravlje to luđe to ne zna da go cenat. Sve dole kako izgleda. Nitu jadenje je blago, nitu voda je blaga, nitu kola je blaga, nitu palata je blaga, ako ti si bolji. Zdravlje to je najboljim blagodetom tamo ćeš. Ako zdravlje to je lezet na dunja, imano te lezet na ahiret. Bez zdravlja nemaš dunja, a bez iman nemaš ahiret. I zato je Muhammed sam veli fas'alu Allaha al-'afwa wal-'afije. Često pati trudete se da go molite Allah dželešanu, Allah daj mi zdravlje. Mene, ne moja familija. Sačuvaj me od iskušenja. Zdravlje. Znači ako imaš zdravlje, posle drugo to sve je blago. Sve je lezno, sve je vkusno. I to što mnogo luđe nego zna kinetut, vika al-farag. Al-farag što je? Slobodno to vreme. Slobodno to vreme je jedan dar od Allah dželešanu. Koji džehennemlijite, kako što spomnav, će vikat Leula aharteni li ajalin qarib fa saddaka wa kum min as-salihin. To vaš džehennemlijite će reći Leula aharteni, o Allah daj mi jedan den na dunje da se vrati me. Le saddaka će deli me wa kum min as-salihin i će pravi me dobri djela. Wa lej yuahira, ali Allah dao u Kur'an pečan deka vale i ahira Allahu nefsa. Allah dželešanuhu nema nikogaš da odloži. Ona što go zapiše u točku. Koja čumre, čovjek već nema vraćanja. Zato je život je prilika i šansa i moment da čovjek go iskoristi u pravilni na dobri djela. Zato je Allah dželešan veli ejame ma'dudat, Ramazanut je nekoliko dena. Ramazanut je brojeni denovi. Kako što dojde, tako će pomina. A to će biti od tebe, će zavisi koliko si iskoristio, ali znajte ka, na sudnji den sigurno će se kaviš. Kako jedan trgovac, koliko da se priprema za sezona, što je da pravi, ko će pomine sezona, će reći čekaj da napravi vaka sorovata, da namale senata, da napravi izlog vaka, će postigne poveće profita. Znači kako je da napravi, pak se kajti. Tako i muslimanot će se kajti, ama koga će se kajti? Koga će legne u grob. Koga će mu dodat meleki, da go isprašuvat, koga će shvatiti da kad dunja lukov što bil, kako što rekao Muhammed a.s. Leu kaneti dunja tadiru inda Allahi džanaha bauda, masaka kafru mina šarbate vada. Ako dunja lukov težeše ke Allah nešto, ako dunja lukov vredeše nešto ke Allah, ako težeše krilo od mušička, krilo od komareca, od mušička, znači da teži dunja lukov ke Allah, Allah ne bi mu dozvolio na čafir da pije voda. Na nevernik ne bi mu dozvolio Allah da pije voda. Ama dunja lukov ne vredi ništa. Zato Allah će rešeno dava blagodeti sekada i sekomu na dunjama ima i nevernici, bogataši koji uživat, koji koriste sve te Božje blagodeti. Ima i vernici koji koriste. Kulle numedu haula. Na dunjamu kao Allah dava sekomu, ali ahiret Allah ne mu dava nikomu osven na oni koji vjerovali i koji pravili dobri dela. Zato mi već vlegujemo što malku u posljednji 10 dena, u posljednjem krug. Zamisli atletika, sport. Posljednji od krug je najvažniji. Ti možeš da trčaš celo vreme. Ili u futbol. Ti je posljednji 10 minuti krajnji si najglavniji. Tuga koji će dade gol, to je pobednik. U posljednjem krug koji će istrča, to će dobije medal. Zato na krajnji krug treba najpoći čovjek da se angažira i, kako što je Ajša, pejgamber alejhi selam koja dođale, posljednji 10 dana od Ramazan je šutul mizan, go stegnu
stegnuo pojasom. Što znači go stegnuo pojasom? Znači poveće se aktiviralo, učinio i na dobru djela. Wa sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.